Малешнет вести. Постои надеж за отворање на рудникот за бакар Кепехчево и државата, но и инвеститорот Руски Солвеј не се откажуваат од идејата на кадиица Кепехчево да се отвори рудник за бакар. Ова прашање мислам дека се уште не е затворено, затоа што самите инвеститори таму треба навистина да достават студија со која што треба да дефинираат дали тие техники и технологии се единствени и дали се безбедни за животната средина. Од кадиица Метал, како што се нарекува новата фирма од компанијата Солвеј, формирана со 100% странски капитал, деновиве со писмо се обратиле до премиерот Груевски, вице-премиерот Пешевски и до градоначалникот на Пехчево Игор Поповски, со цел да тргнат работите од мртвата точка за отворање на рудникот. Предлагаме да се формира една експертска група, стручна група која заедно со нас ќе го проучи проблемот, дали навистина постојат и какви постојат проблеми кои би можеле да влијат врз животната средина. Но дали кадиица Метал ќе го промени првично планираниот технолошки процес за добивање на бакар од кадиица, кој не доби зелено светло од надлежната комисија? Не постои друг начин пред нашите согледувања за експлоатација на тој рудник од една страна, меѓутоа од друга страна значила поголемо загадување на животната средина од ова што ние го предлагаме. Од општина Пехчево очекуваат да се изнеде решение што ќе донесе и економски, но и еколошки бенефит. Се надеваме дека ќе се најде некој компромис, самите изведувачи и можеби ќе променат нешто во технолошкиот процес, се со интерес за да имаат и самите изведувачи и инвеститори интерес и ние како општина нормално да го користиме и да го добиеме бенефитот што го очекуваме. За жителите на малата Малешевска општина која мака мачи со иселувањето и безработицата, отворањето на рудникот и најавите за 150 вработувања се нова надеж. Треба да се отвори, че има вработување, млади свет се запослат. Ќе биде добро и за Пехчево и за вработување на младите. Пехчево е едно од најзападналите општини. Нова технологија не би значило че се загади нешто и че се Пехчево ако индустријски не заживее в последно време за следните години неколку изчину. Инаку во геолошките истражувања на кадиица кои започнаа во 2010-та се инвестирани над 3 милиони евра, утврдени се рудни резерви од 70 милиони тони, што со планираното годишно производство од 4.500 тони значи животен век на овој капацитет за најмалку 30 години.